Стартуваме со вестите во 19 часот 41 загината на 240 повредени е била со терористичкиот напад кој синоќ се случи на Истанбулскиот аеродром Ататурк. Во нападот учествувале тројца луѓе, тројцата носеле елеци со експлозив. Според информациите кои што ги имаме, екипата на ТВ Нова од 3D графика подготви комплетен графички приказ за тоа што се случувало. Имало 3 експлозии. На интернет се појавија и видео снимки од моментот на експлозијата. Според информациите, првиот бомбаш влегол на почетокот на аеродромот, а на снимките може да се види паника и бегање на патниците само еден момент пред експлозијата. Во оваа експлозија има и најмногу загинати според информациите. Вториот напад бил пред самата контрола за влез на аеродромот. Според информациите, многу од патниците кои што во тој момент се затекнале на аеродромот успеале да се засолнат, седеле во околните продавници, легнати на земја. Некој од обезбедувањето од полицијата според информациите викнал легнете на земја и со тоа спасил можеби и повеќе животи. Според информациите втората експлозија се слушнала во делот кој што бил пред влезот, пред чекин контролата на самиот аеродром. Се гледа како напаѓачот трча со калашников во раката. Полицаец го застрелил пошто терористот паѓа на земја, а пушката се слизнува низ ходникот. Полицаецот му приоѓа во тој момент, но откако го забележал појасот со експлозив, бега за да се засолни. Секунда потоа веднаш го активира, успева да го активира експлозивот терористот и се само разнесува. Ужасни слики од Истанбул денеска го обиколуваат светот. Според некои информации од загинатите најмногу се турски државјани 23, 5 се од Саудиска Арабија, 20 ирачани. Според информациите нема повредено македонски државјани според оние официјални информации што ги имаме од македонското министерство за надворешни работи. Според некои од информациите за нападот стои ИСИС, а симптоматично е што нападот се случил на денот кога ИСИС одбележува 2 години од формирањето. Allah belanızı versin.